Здраво дечки, здраво девојки. Денеска ќе видиме некој дел од заштити и како би требало да чуваме пасворди и како би требало да генерираме пасворди доколку сакаме, за да може да ги запамтиме. Прво, само да кажам дека пасворди не треба да се чуваат во Excel фајлови, па потоа се заштитува Excel фајл. Мислам, таква заштита се хакира во пола минута. Доколку хакерот стигне до заштитен Excel файл, тоа не се лажете, тоа не е заштита. За прилично добра заштита, јас користам пасворд менаџери, значи ќе си пишете на Google пасворд менаџер, што е офлайн, не онлайн. Онлайн пасворд менаџери не признавам јас, признавам само офлайн пасворд менаџерс. Јас, еве на работа, јас кај што работам, како cyber security инженер, користам KeePass Password Safe. Мислам, нормално ми е на заштитена локација, па дури да се деси нешто према со моето PC, никогаш нема да се извади целиот пасворд менаџер, но да знаете дека кога се сетира пасворд менаџер, се става еден мастер пасворд и потоа не треба да памтите 50 пасворди, треба да памтите еден пасворд и внатре лупате нели пасворди и кифрезови од волетите. И најубаво е, пример, овој keyphrase, мислам KeePass да си го ставите на USB, на нешто такво, да не ви седи ностоп на компјутерот. Иако, затоа што е заштитен, ако е заштитен или со добар пасворд, ова, доколку настане некое компрометирање на PC-то, хакерот тешко би можел да дојде до внатрешните пасворди, но сепак јас ви кажал да го држите на USB. Сега, пример, моето размислување е такво. Прво, ја мојата заштита е на многу подруг начин. Прво, ја не користам, прво, ова PC го користам за дневни работи, а имам тотално друго PC за користење на волети. И затоа и не се ни грижам дали може да настане некое хакирање, мислам, на самото PC. Мислам, секако дека не може, затоа што имам преголема заштита, мислам, имам некој фарбол, имам добри антивируси, имам софтвери за следење на промени, така да мојот PC може да кажам дека е позаштитуван него ли 99% од PC-њата. Но да не објаснувам сега за таа заштита, затоа што прилично би требало да бидете влезени во cyber security за да разбирате што правите. Само ќе ви кажам да си користите KeePass, ќе си го симнете KeePass, ќе си го инсталирате. Ајде да инсталираме заедно, мислам да го инсталираме, тој не се не инсталира како софтвер. Јас си го користам портабилниот дел, значи си отивам download на портабилниот, сега ќе ми даде да го доwnloadирам. Ајде сега нешто споре сајтот, што да правиме. Така и ние кои пристапуваме од Марс, нека нашата земја се наоѓа на Марс, не се наоѓа на земјината топка. Така да, затоа ни е споро. Добре, дечки, се сим на ова, значи имаме прилично брз интернет. Да не се жалиме, нели, ја кажуваме нонстоп дека не ни го бива интернетот, не го бива, нормално, многу јак. Ајде, видиме, малце PC-то е успорено, затоа што Windows 11 е кршама, тоа е Microsoft како вади по-нов оперативен систем, тоа е по-кршави. Се јеби ga, што да правиме. Значи, ќе го екстрахираме ова, само видам каде, ево, екстрактол. Добро, гледате KeePass, ќе го екстрахираме. Еве, ќе ни отвори нов window. И еве го KeePass-от. Значи, го пуштате со 2 клика. Гледате, Enable Automatic Update Check. Ја прва не ќам апдейт да ми врши нешто само, така да јас модам Disable. И потоа тука треба да се формира, значи, нова датабаза. Одеме New Database, идеме OK. Ќе севираме, нели, нормално базата каде што сакаме. Јас ќе се севирам во истиот фолдер со KeePass-от. Ќе отидеме Save. Ќе ни даде тоа што ви кажа master password. Еве, јас ќе си напишам некој пасворд.
Сега гледате има estimated quality колку е, 71 бит, па може сега нели нормално колку да пишете, па ќе има повише битови. Само да видиме. И нормално ќе отидеме OK. Your specified master password is weak. Сега може да ви даде weak, може и ќе ставите поголем пасворд, сега да не измислам топла вода. Ќе си ставите поголем пасворд и може тука му потврдите прво yes, database name, ќе му напишам пасворди, OK, pass contains all important information, не ќе јас пример да ми го принта, едноставно ги си направам copy-paste на втора локација и нема да имам проблем. И тука можете нели да си доставите група, не знам, пасворд, да си доставите прво, не знам, new entry, ќе отидете new, не ваму new, ваму десен клик, или ваму беше десен, да, add entry, ќе се напишете тука, не знам, wallet 1, па потоа ќе си отидете, нели, ако имате username, дали имате пасворд, тука може да си ставите, нели, овие што се keep phrase-от, да си го ставите, да си го затворите овој, секојаш кој ќе го пуштате, ќе го пуштате со пасворд. Еве сега пред ја ако го затворам, пред нели ако отидам save, и сега ако ќе го пуштам, ќе ми го побара пак пасвордот. Нормално од базата, што е реално добро. И сега нели кој ќе го напишам, ќе ме пушти внатре програмчето, ако не го напишев точниот пасворд, немаше да ме пушти едноставно во самото програмче. Така да, моја препорака е да се користите KeePass, затоа што ја го користам и на работа. Може има и некои подобри, но јас тоа го користам, али реално во основа и ги памтам самиот пасворди, затоа што си имам и шема на правење пасворди. Можам да ви објаснам некои од шемите на правење пасворди, например како би направиле. Само да отварам Notepad. Добро, било на другиот монитор отворено. Пример, ако, не знам, сакаме да ги памтиме пасворди, може да направиме некој, не знам, нешто омилено што ни е, нели, на секој има нешто омилено, не знам, на мене ми е омилен Samsung, пример, телефон, може да ми биде секојаш првите 4 букви и последните 4 букви да ми бидат као тајниот збор. Пример, не знам, може имам некоја омилена бројка, према мене омилена бројка ми е осмица, и може ќе ставам 3 осмици ќе ми биде и нели за да биде секојаш различен пасвордот, може да напишам, например, ако сум на source forge, може првите не знам, 2 букви, последните 2 букви, пример source, нели, и source forge со G ќе ни биде на крај. Вакво и према омилен знак, сега не знам, према мене ми е омилен знак тараба, ќе ставам на крај тараба и така ќе ми бидат сите пасворди, така ќе може да се формираат. Према за некој друг сајт, према не знам, за google.com, например ќе ми биде исто Samsefon, 3 осмици ќе имам и сега дека ни е, нели, google.com, пример ќе ми биде go и сега .com om ќе ми биде исто тараба, значи ова ќе ми биде пасвордот за Google, што значи дека реално и лесно ќе можеме да ги памтиме пасвордите, а секогаш ќе бидат различни самите пасворди. И нема може некој нели да не ги памти, али ова е, мислам, ова е некоја шема на правење пасворди, вие може да се измислите ваша шема на правење пасворди. И последно нешто што сакам да го кажам и што обавезно треба да практикувате, кога ќе инсталирате, пример, не знам, некој wallet. Јас на ова PC имам некој wallet само што сум тестирал, затоа што на ова PC не користам wallet-и. Према го инсталирате волетот, немојте да пишувате некои пасворди, не знам како Phantom N23 или Password N23 или некои такви работи, затоа што ако биде компрометирано
вашето PC или биде некако во мрежа бидете исхакирани, реално може да ви ги земат, да ги земат фајловите од вашиот волет и потоа да го погодат многу лесно пасвордот и да се употребат техники на хакирање за да се исхакира полесно пасвордот и потоа ги изгубите сите ваши финансии. Тоа е тоа, дечки, само тоа сакав да ви кажам и останете внимателни и се гледам во некој наредно видео.